Вечерва со вас, во Дневникот на КТВ, Ангел Данов. Добра вечер. Дневник на КТВ, 30 јули 2026. Утре во Кавадарци ќе се изврши второто авионско прскање против комарци. Општина Кавадарци ги известува граѓаните дека утре, во периодот од 5:30 до 7 часот, ќе се спроведе второто авионско третирање против комарци за 2026 година на територијата на општината. Со третирањето ќе биде опфатено течението на реката Лудамара, од село Марена, низ целото градско подрачје, село Ваташа, се до браната Моклиште. Се известуваат граѓаните, а особено пчеларите, за време на третирањето и во период од 3 до 4 часа по неговото завршување, да ги држат затворени кошниците со пчели со цел заштита на пчелните семејства. Доколку временските услови не дозволат реализација, односно во случај на врнежи, третирањето ќе биде одложено за следен соодветен ден. Поставени лежачки полицајци на крстосница во Глишик за поголема безбедност во сообраќајот. Со цел значително зголемување на безбедноста на сите учесници во сообраќајот, Општина Кавадарци постави нови средства за смирување на сообраќајот на фреквентната крстосница меѓу улиците Шишка и 27 март во селото Глишич. Со оваа сообраќајна интервенција, директно се влијае врз намалувањето на брзината на движење на возилата на оваа локација, со што се овозможува значително побезбедно одвивање на сообраќајот и поголема заштита на пешаците и сите жители од овој дел на населеното место. Од општина Кавадарци истакнуваат дека безбедноста на сите граѓани останува еден од нивните клучни приоритети. Најавено е дека ваквите активности за поставување соодветна сообраќајна опрема и унапредување на инфраструктурата ќе продолжат и во наредниот период на други критични локации каде што има потреба од подобрување на безбедноста. Во рамките на Кавадаречко културно лето, денеска во прекрасниот и спокоен амбиент на манастирот Свети Никола во Моклиште се одржа традиционалната ликовна колонија реализирана во успешна соработка со Сдруженијето на роднокрајци. Настанот собра голем број уметници и љубители на уметноста кои на своите платна ја преточија природната убавина, духовноста и богатото културно-историско наследство на овој препознатлив кавадаречки локалитет. Од организацијата упатија искрена благодарност до сите учесници и соработници кои со својата инспирација и креативност придонесоа за реализација на уште еден успешен културен настан, збогатувајќи ја летната културна понуда во Кавадарци. Од денес достапни две нови електронски услуги на Државниот инспекторат за земјоделство. На националниот портал услуги.gov.mk од денеска се достапни две нови електронски услуги на Државниот инспекторат за земјоделство. За конкретните придобивки, начинот на користење и постапката за добивање на документите во продолжение подетално ќе информира и директорот на Државниот инспекторат. Јас би кажал дека новите услуги на Државниот инспекторат за земјоделство се особено значајни затоа што директно го поддржуваат и поттикнуваат стопанството. Станува збор за постапки поврзани со квалитетот на земјоделските производи и извозот на вино, односно со сектори што создаваат домашна вредност, обезбедуваат работни места и ја представуваат Македонија на најдобар можен начин на странските пазари. За една компанија, времето потребно за добивање документ не е само административно прашање. Тоа е дел од трошокот за работење, од брзината на производството и од незината конкурентност. Доколку институциите доцнат, доцни компанијата. Доколку постапката е сложена, растат трошоците и се намалува можноста за развој и извоз. Затоа за нас дигиталната трансформација не представува само воведување нова технологија, представува промена на начинот на кој функционира државата и на односот што институциите го имаат кон граѓаните и компаниите. Токму затоа, националниот портал услуги.gov.mk го развиваме како единствена точка, преку која граѓаните и компаниите ќе можат да пристапуваат до јавните услуги едноставно, сигурно и без непотребно губење време. Почитувани, дигитализацијата има уште една исклучително важна улога – зголемување на транспарентноста и намалување на ризиците од корупција. Кога постапките се дигитални, правилата се однапред утврдени еднакви за сите, се намалува непосредниот контакт таму каде што е непотребен, се ограничува просторот за субјективно одлучување и се создава јасна електронска трага за постапувањето на институцијата.
На тој начин не се подобрува само брзината на услугата. На тој начин ги зајакнуваме одговорноста на администрацијата, правната сигурност на компаниите и довербата на граѓаните во институциите. Државниот инспекторат за земјоделство продолжува со процесот на дигитализација и модернизација на своите услуги со цел да обезбеди побрзи, поефикасни и поквалитетни услуги за бизнис заедницата. Во таа насока, целосно се дигитализирани услугите уверение за квалитет, сертификат за земјоделски производи, преработки и стоки и уверение за квалитет V1 сертификат за извоз на вино. Со нивното поврзување со националниот портал за електронски услуги uslugi.gov.mk, компаниите покрај сертификатите во хартиена форма од сега ќе можат да ги добиваат и во електронска форма со иста правна важност. Со ова дигитализација се поедноставува целокупната постапка за користење на услугите, се скратува времето потребно за добивање на сертификатите, се елиминира потребата од нивно лично подигнување во инспекторатот и се намалуваат финансиските трошоци што компаниите ги имаат при користењето на овие услуги. Дополнително, целосно е дигитализирана и постапката за плаќање на административните такси. Наместо досегашното плаќање со хартиени уплатници, плаќањето понатаму ќе се врши електронски, преку апликации за електронско банкарство, со што се овозможува побрза, поедноставна и поефикасна постапка во процесот. Со овие активности, ние како инспекторат, но и како држава, правиме уште еден значаен чекор кон современа, ефикасна и транспарентна јавна администрација, која е во служба на граѓаните и стопанството и ги следи современите дигитални стандарди. Ребалансот на буџетот обезбедува повеќе средства за локален развој, подобра инфраструктура и почиста животна средина, порача од владеачката ВМРО ДПМН. Вториот клучен столб на ребалансот е развојот на општините и инфраструктурата, што секојдневно им е потребна на луѓето. Кога зборуваме за буџетски бројки, за нив мора да видиме конкретни проекти. Пат, мост, водовод, канализација, пречистителна станица, железничка линија, почиста животна средина. Затоа капиталните расходи со ребалансот растат за 14,5% и достигнуваат речиси 46 милиарди денари. Капиталните дотации до општините се зголемуваат за околу 1 милиарда и 683 милиони денари. Министерството за животна средина добива дополнителни 2 милиарди и 412 милиони денари, што е зголемување од над 54%. Ова е најголемото ресорско зголемување и јасен сигнал дека проектите за отпад, отпадни води, намалување на загадувањето и еколошка инфраструктура не остануваат само декларативна заложба. Министерството за транспорт добива дополнителни 1 милиарда и 806 милиони денари. Во рамките на развојните проекти, средствата за железничката инфраструктура растат за околу 743 милиони денари, а за инфраструктурни проекти во општините за околу 665 милиони денари. Средствата за живеалиште и развој на заедниците се зголемуваат за 1,1 милиарда денари. Тоа значи повеќе простор за водоснабнување, комунална инфраструктура и подобри услови за живот во локалните средини. Ова е важна промена во пристапот. Централниот буџет не смее да биде само сметка од која се финансира администрацијата. Тој мора да биде двигател на локалниот развој. Секоја инвестиција во општините значи работа за домашните компании, ангажман на работниците, поголема економска активност и подобра услуга за граѓаните. Добро изградената инфраструктура не е трошок. Таа е предуслов за нови инвестиции, побрз транспорт и повисок квалитет на живот. Ребалансот затоа не е список на апстрактни ставки. Тоа е финансиска основа за проекти што треба да се видат на терен. Наша обврска е средствата да се реализираат навремено, транспарентно и со мерлив резултат. Граѓаните со право очекуваат секој денар да се претвори во конкретна вредност. По втор пат одбиен предлогот на Левица за укинување на спорните 8% при откупот на грозјето, реагира од Левица. Со законот за виното се предвидува минимална законска откупна цена во форма на законски заштитен праг, а нама се предвидува и таа цена да се намали до 8% само доколку откупците на виното не го откупуваат на рати, и ова не е воопшто разумно, затоа што кога лозарите плаќаат за наводнување, за препарати, за амортизација, за работна рака, на берба, никој не им дава цена намалена за 8%,
а сите овие ставки се покачени. Например, хемиските препарати се покачени од 40 до 60%, работна рака за 20%, ѓубриво за 20% и така натаму. И од тие причини го поднесовме овој закон со цел тие фамозни 8% да се отстранат. Ова ние второ обид, претходно пробавме како итна точка да ставиме на дневен ред, затоа што грозоберот е пред нас и ако овој закон помине, откупците на вино треба да имаат време да си направат пресметки и да се запознаат со измените, бидејќи станува збор само за мала промена во еден член, во еден став, се бришат оние 8%, не станува збор за сложен и обемен закон и затоа го предлагаме по скратена постапка. Председателот на СДСМ, доктор Венко Филипче, на денешната седница за пратенички прашања нагласи дека сите лаги за владата на ВМРО ДПМН за наводниот економски напредок пропаднале. Филипче посочи дека граѓаните живееле се потешко, а Македонија е на дното во Европа по животен стандард. Именно премиерија секојдневно се повеќе на виделина излегува неспособноста, коруптивните практики и лагите со кои што владеете. Не помага ниту силниот пиар, луѓето едноставно повеќе не веруваат, маските се паднати и веќе ова вие не можете да го сокриете. Неколку работи. Водата е загадена во пола држава. Во Гостивар, во Валандово, во Скопје, во повеќе општини, а не имате одговор на многу прашања. Чија е одговорноста, кој правил контрола, зошто не се јавувале и пријавувале соодветно резултатите. Водата беше загадена во болницата во Лешек. Внимавајте. Резултат од примерок земен од чешма во болница каде што лечат и се лекуваат пациенти. Нема одговор за тоа какви се резултатите сега. Зошто не ги објавувате резултатите од водата во Гостивар? Зошто имате контрадикторни изјави? Вие едно, министерот за здравство друго. Дека наводно ќе било добро за пиење, а потоа ќе било само технички исправна водата. Луѓето се збунети, не знаат што да прават и не знаат кому да веруваат. Во однос на коруптивните практики. Последниот извештај на Европскиот парламент е еден од најлошите до сега во оваа смисла. Лошо справување со корупцијата, директно влијание на власта на независното судство. И вие немате никаква реакција на тоа. Напротив, продолжувате со партизација на судовите. На оваа перцепција, не кај нас, туку во Европа, на високи европски функционери, влие и вашиот однос. Се заканувате тука, одговорница со затвори, со решетки. Верувате, никој не ви се плаши. Ама никој не ви се плаши. Смешни сте. Ви се смеат луѓето. Ви се смеат луѓето. Не личи тоа на ништо. Не ви доликува на функцијата која што извршувате. И во целиот тој контекст, и во целата таа ситуација, вчера предлагате закон со кој што сакате да потрошите 20 милиони евра, заобиколувајќи ги сите системски закони од држава за јавни набавки. Па добро, што е целта? Што е целта? Што сакате да постигнете? Каква е таа европска практика? Никаква. Ваша, на оваа власт, која што се занимава само со коруптивни тендери од почетокот на владењето. Излезе во јавноста, не од кај нас, повторно, од Европа, од Унгарија, дека ќе се испита унгарскиот заем. Ве предупредувавме. Зошто зимате 1 милиарда евра сомнителни пари? Излегува дека луѓето сметаат дека имаат кинеско потекло. Загрозен ли е нашиот стратешки правец на движење, на задолжување, на концепцијата на задолжување во земја со тој кредит? И не ставивте на мапата на срамот на Европа дека сега има сомнеш дека нашата власт ја ставила државата во некаква сомнителна сделка. И на крајот за лагите. Самите се демонтирате. 4 години не труевте, правевте поделби, обвинувавте, ги делевте луѓето на патриоти, на предавници, велевте дека протоколите се дел од преговарачката рамка, дека ние не преговараме со Европа, сме преговарале со Бугарија и загрозен е јазикот, идентитетот и така натаму. За да пред некој ден
признаете и вие и министерот за надворешни работи дека се до тоа што се го збореле не било вистина. Па зарам сега не се потврдуваат нашите тези тоа што ние го зборуваме? Дека намерно не сакате во Европа, дека намерно го блокиравте европскиот пат. Како сега ќе објасните на луѓето во Европа кои што знаат дека не ја кажувате вистината, кај кои што го срушивте кредибилитетот на државата, дека вие ова не го правите намерно? Нема повеќе оправдување. Намерно блокирам патот. 4 години, од кои што 2 вие сте на власт сега, актуелно. Моето прашање е следно. Кој е премиер крив за овие работи? Јас знам, вие ќе кажете, Венко е крив, СДСМ е крива за се ова, меѓутоа граѓаните знаат дека вие сносите одговорноста за сите овие работи. Но сакам тоа да го слушнам од вас. Кој е премиер е крив за сите овие работи во државата? Граѓаните се труеле со години, а СДС и Филипче молчеле, иако добиле анализи од приближно 400 испитувања за загадена вода, обвини на денешната пресконференција портпаролот на ВМРО ДПМН Валентин Манасиевски. Граѓаните се труеле со години, а Социјалдемократскиот сојуз и Филипче како министер молчеле иако добиле анализи од приближно 400 испитувања за загадена вода. За 400 испитувања не било постапено, ниту пак биле известени граѓаните да не ја пијат водата. Венко Филипче денеска се обидува да држи лекции за заштита на здравието на граѓаните, а токму во неговиот мандат како министер за здравство и истоимената институција Министерство за здравство располагале со информации за стотици случаи на неисправна вода за кои граѓаните и јавноста не били информирани. Денес истиот човек кој не им кажал на граѓаните што пијат тогаш, денес се обидува да се представи како заштитник на јавното здравје. Еве неколку примери. На ден 12.8.2021 година, чешма во здравствен дом во Македонска Каменица не била исправна. Понатаму, 27.7.2021 година, чешма пред училиште Гумалево Зелениково не била исправна. Повторувам, чешма пред училиште во Зелениково. Денеска слушаме од Социјалдемократскиот сојуз, говорат за Дебарца, па еве тука има документ кој вели на 29.6.2021 година била земена мостра од вода за пиење од локален водоводен систем и утврдено е дека водата била небезбедна, односно има отсуство на резидуален хлор. Ете зошто не го решиле проблемот досега. Одиме понатаму. Требеништа Дебарца, истото место за кое што денеска говореа. Земање на мостра 11.5.2021 година од место вода за пиење. Има отсуство на резидуален хлор и микробиолошка контаминација, присуство на бактеријата Ешерихија коли. Зошто Филипче како министер и Социјалдемократскиот сојуз тогаш молчеле и не го решиле овој проблем? Во Кочани, одморалиште Пониква на 6.7.2021 година, се тоа додека Филипче е министер за здравство и до него биле праќани овие извештаи, пишува Министерство за здравство, се вели дека водата не одговара на законски и стручни прописи во однос на бактериолошка анализа, затоа што водата за пиење во одморалиштето Пониква не одговарала на законските и стручните прописи во однос на испитаните параметри и има вкуп с големен број на бактерии и присуство на бактеријата Ешерихија коли. Повторно прашуваме, зошто тука Венко Филипче како министер и Социјалдемократскиот сојуз не реагирале? Поставуваме едно многу едноставно прашање. Ако тогаш Филипче молчел, а имал институционална одговорност, со каков кредибилитет денес тој говори за здравјето на граѓаните? Има пријави до МВР и тие се поднесени,
Очекуваме јавното обвинителство да го истражи овој скандалозен случај и да се утврди дали со прикривањето на овие информации биле загрозени здравието и животите на граѓаните. Никој не смее да биде над законот без разлика на функцијата што ја извршувал. Продолжуваме со спортот. Две кавадарчанки во составот на јуниорската кошаркарска репрезентација. Лилјана Ѓорџиева и Душица Мицева ќе бидат дел од Европското првенство во Романија. Нашата најдобра женска кошаркарска репрезентација ги дозна противниците во квалификациите за следното Европско првенство кое ќе се одржи во 2025 година и тоа за првпат во историјата во 4 различни земји од стариот континент: Италија, Германија, Чешка и Грција, каде ќе се одигра и завршната фаза од Евробаскетот. Вака изгледаат сите квалификацијски групи за Европското првенство 2025-та. Во групата А се Шпанија, Летонија, Холандија и Австрија. Групата Б Унгарија, Словенија, Бугарија, Финска. Групата С Белгија, Полска, Литванија, Азербејџан. Во групата Д се Велика Британија, Шведска, Данска и Естонија. Во групата Е Франција, Хрватска, Израел и Ирска. Во групата Ф се Турција, Словачка, Романија и Исланд. Во групата Г, она каде што ќе игра и репрезентацијата на Македонија, се уште и селекциите на Србија, Украина и Португалија. Во групата Х се Босна и Херцеговина, Црна Гора, Швајцарија и Луксембург, и во групата И ќе играат Италија, Грција, Чешка и Германија. Од групната фаза, најдобрите во сите 8 групи, како и 4 најдобро второпласирани селекции, ќе одат на Европското првенство. За првпат во квалификациите ќе играат и 4 организатори, но без надпреварувачки карактер, чисто само за одржување на формата. Првиот надпревар е закажан за 9 ноември во Португалија, а 3 дена подоцна во нашата земја ќе гостува репрезентацијата на Србија. Следните предизвици се во ноември 2024, а завршницата од групата и последните 2 меча се во февруари 2025. Утре не очекува сончево и топло време со мала локална облачност. Ќе дува слаб до умерен ветер од североисточен правец, а температурата до 39 степени. Го гледавте дневникот на КТВ, имајте пријатна вечер.